Пред летото и пред зимата треба да се преземат мерки за да не се случуваат несакани последици кога се во прашање работниците, посочи Милан Цепковски, стручно лице за безбедност и здравје при работа. Според него ова представува проблем кој бара соодветно решение. Дециден е дека единствениот кој е одговорен за безбедност и здравје при работа е работодавецот. Ако тие две работи не можат да ги разберат, дека пред летото и пред зимата треба да преземат активности, а не кога се случуваат непогодите, тогаш имаме реално проблем. Од друга страна, кога зборувам што треба да се преземе, јас не можам да најдам некое си калауз решение кое би било апликативно на сите професии, на сите работни места. Јас само можам да препорачам да си го отворат Законот за безбедност и здравје при работа и да го видат конкретно членот 11 кој всушност се зборува дека единствен одговорен за безбедноста и здравјето на работните места е работодавачот. Меѓу лицата кои се соочуваат со несакани последици при работа се и пожарникарите, пред се бидејќи тие се изложени на екстремни температури. Згора на тоа јадрото на пожарот изнесува 700 степени. Ова говори за фактот дека се подложени на низа предизвици во работата. Пожарникарите се изложени на екстремни температурни разлики, да кажеме екстремни температури дури и во зимно време. Пожарот во зимно време не се оладува, едноставно. 700 степени е во јадрото на пожарот и зависи кое е гориво, безимам во просек. Значи, тие се континуирано изложени на зрачење, топлотно се изложени на инфрацрвено зрачење, се изложени на производи на, како се вика, на несоодветно согорување, се изложени на буквално сите оние ризици кои се поврзани со нивната професија. Пример за несакани последици при работа е командирот на територијалната противпожарна единица Штип Благој Ренчев, кој претходниот период макотрпно учествуваше во гаснењето на пожарите. Тој вчера вечер бил пренесен во клиничката болница во Штип. Оттаму констатирале тешки повреди на двете раце. Моментално е задржан на болничко лекување.